Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание на Јаде бројк на Сител 3 телевизија. Вечерва имам гостин во студиото, Ниче Димовски. Господин Димовски, добро вечер. Добре дојдовте повторно во емисијата. Последен пат се сретнавме пред вашето заминување, кога тргнавте да ја пишувате вашата трета книга, која сега и веќе излезена, ќе можеме и се незе да поразговараме. Она што сакам на гледачите да им го кажеме, што вие, вашиот живот, вашата пасија покрај она професионално што се занимавате, но вашата страст ја насочивте кон Александар Македонски, кон неговото дело. Пишувавте книги кои се вистинска екзотика на работ помеѓу реалноста, овој и оној свет, едни езотерични дела кои не може баш секој да ги разбере, бара малку ајде да речам продуховеност или малце поинаква перцепција на работите. Уште ли ја имате таа страст и зошто ја имате? Зошто Александар? Таа страст никогаш не може да згасне. Секој што ја сака својата земја, секој македонец и секој човек копне да дознае од каде доаѓа, зошто е тука и каде оди. Ние мораме да знаеме, да го знаеме минатото, за да можеме да ја креираме иднината. Ако не знаеме кои сме, кои се нашите предци, тогаш кои сме ние? Што ќе правиме во иднината? Само би била една аморфна маса која би се изгубила по сите меридијани на светот, како и што тоа се случува досега. Распрскани сме секаде по светот. Чи мораме да знаеме кои сме, што сакаме од животот, што сакаме од нашата земја, што сакаме од нашата влада, од нашите пратеници, министри. Значи го дадеме најдоброто од себе, за да може да помогнеме оваа држава да направиме држава која ќе биде прва меѓу првите. Вие не сте ни историчар, ни археолог, вие сте писател и човек кој пишува со емоции. Како би го дефинирале, каков е вашиот пристап кон сите овие работи? Од која перспектива вие, дали е тоа некоја внатрешно чувство или е тоа комбинација и на проучување на историја, и на археологија, компаративно од другите истражувања? Како пристапувате кон согледување на ликот и делото на Александар? Се работи за сублимат, значи сублимирам повеќе науки, а се што пишувам со многу љубов. Ниедно зло не може да одолее на љубовта, бела. Така да и моите неголеми непријатели ми се многу добри пријатели, затоа што не можат да се борат против љубовта. Ја едноставно си ја сакам мојата земја, го сакам секој македонец, го сакам Александар Македонски, нормално и Филип, моите предци, и секогаш велам. И најлошиот македонец е подобар од 100 тугинци и непријатели кои не ја сакаат Македонија. Верувајте. Сакавте на стартот да пуштиме, донесовте некој видеоматеријал, ја не сум го видел. Сакавте да се пушти. Зашто се работи? Што е тоа што ќе го видат гледачите наши сега? Тоа е рецитал за Александар Македонски, кој го имам објавено во втората книга во Вистината за вечноста, во кој тој го најавува доаѓањето во Македонија, всушност се објаснува нешто што се случува, значи ставање на споменикот негов и на крај завршуваме со отварањето на неговата гробница. Всушност тоа е рециталот. Тој самиот, значи неговиот дух го најавува тоа. Така е рециталот. Одиме да го слушнеме, режија. Господе, во 2000 години само ние, македонците, искрено те повикавме и погледни како те пречекуваме. Раскарани заради македонската вистина. Господе, испрати гласник, испрати ни го нашиот цар, за да им ја каже вистината на оние наши браќа и сестри, чеда Твои неополени. Отвори им ги очите и наполни им ги со љубов, за да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која и во Светото писмо е запишана и од која сиот свет и неверниците се плашат. Јас,
Александар III Македонски. 2300 години чекав да се разбудите и да ја видите вистината. Чиста, неменлива. Ете дојдов и ја доведов вистината, за да видите кои сте, од каде сте и зошто сте македонци. Потомци мои, за вистината очи се потребни и затоа еве ви очи од беласица, очи од оние кои ослепени патот си го најдоа за вие, да ја осознаете вистината, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Ете, дома сум. За вистина на цел свет пред очи дома сум. Во Македонија, каде Светото писмо за прв пат се отвори и вистината белден виде. На апостолот Павле, насоне му се појавив и кај нас го повикав, кај оние кои ја љубат вистината. Затоа на коринтијаните им рече: љубете го Бога, колку што го љубат македонците. Само одродените неа љубат, бегаат од неа, се срамат и само нечестивите тугинци грабаат по неа, ја пустошат, се плашат од големината на македонската вистина, што јас за вас ја сочував. Со мене е и копнежот за вечноста, копнежот за вечната вистина која осамнува во Македонија, каде цел свет на поклонение ќе дојде. Дојде времето македонско и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонијо, те сакаме, татковино. Еве, го видовме овој рецитал и со многу силни емоции, многу така, еден специфичен начин на согледување работите, каде што се преплетуваат и далечната историја, и скорешната историја, и поводот поради кој ве викнав во емисијата, ја не можам да ги согледувам секогаш и работите онака како што авторот ги согледува. Не е ни лесно, нели? Сепак авторската слобода вам ви дава да си ги пренесувате, нели, кој ќе ја прочита книгата, кој ќе навлезе, може да ги почувствува вашите согледувања кон тоа. Ја малце сум попрагматичен, но и во исто време респектирам луѓе како вас кои влегуваат во овие теми не стрикно и екзактно онака како што е определено по наука или по историја, туку по некои други согледувања, затоа што секогаш велам, работата не е секогаш од умот, понекогаш и од срцето. Ме интересира, прочитав денеска една ваша изјава и тоа ми беше инспирација, за еден од порталите ве прашаа во врска со искупувањата кои се случуваат во Грција, каде што грчките археолози најавуваат дека веќе се на прагот на откривање на гробот на Александар Македонски. Па го прочитавме вашиот став. Што го базирате вашиот став? Може ли да објасните целата работа во врска со тоа? Да, ти објавија дека премиерот кажа дека се пред големо сензационално откритие. Новинарите кога го превземаат тоа додадоа дека се работи за гробницата на Александар. Неколку наши медиуми ми побара интервју и го објаснив дека тоа не е точно. Таму не е гробницата на Александар. Прво, по логика, гробница на еден цар не може да биде толку близко до вода.
Второ, гробницата е многу посеверно, од причина што пребирањата во тоа време направиле да Олимпија, мајката на Александар, во најголема конспирација го донесе саркофагот и криејќи го од Касандар, го донесе во Горна Македонија. Тоа значи денешна Република Македонија. По смртта на Александар, морам да објаснам, се прават два идентични саркофага. Едниот трга кон Сива, денешен Кајро, а другиот се чува. Наводно се знае зошто да се донесе во Македонија. Ниедна мајка на светот... Се извинувам, се чува, но каде се чува? Значи, се чува во местото каде што умира Александар. Значи, за да се направи една измама, една мамка, значи, тоа е една голема мудрост. Многу голема е разликата помеѓу итрина и мудрост. Значи, една мудрост. Саркофагот се носи кон Сива и сите нормално мислат дека Александар ќе биде погребан со кочија, се носи, за да може сите да видат дека се носи кон Сива, денешен Кајро. Сите мислат дека нормално дека тоа е саркофагот. Дека е во Александрија? Да, дека е во денешен Кајро. Дури имаше и А во Каиро, не во Александрија. Добро, се извинувам. Значи, дури имаше и... Рековте не може да биде близу до вода, нели? Затоа не може Близу Александрија. до вода сега ова што го пронајдоа во Грција. Во Да, ве сваќам. северниот дел. За да направат, значи, измама, тие го носат кон Сива, кон денешен Кајро, а вистинскиот саркофаг со телото на Александар останува на местото каде што е починат. После 2 години, Олимпија во најголема конспирација организира пренесување по морски пат на саркофагот и го носи во Македонија. Благодарение на најголемиот непријател на царската фамилија, Касандар, Олимпија мора да го сокрие на место каде што тој не би дознал, бидејќи тој имал многу голема образа према Александар и према фамилијата на Александар, семејството. Према Олимпија, према Роксана, према Александар IV. А кој бил тој Касандар? Значи, Касандар му е дадена власт, значи, По смртта на Александар? по смртта на Александар, Администратор. да, администратор. Прво е Евридика, потоа Олимпија успева со генералите да преземе власта и потоа доаѓа Касандар ја презима од неа. И тој губива целото семејство после тоа. Во периодот кога Олимпија владее, Семејството на Александар. да, семејството на Александар, значи ја убива Олимпија, сопругата на Александар, Роксана и Александар IV, синот, кога имал 13 години, на Александар Македонски. Од Роксана. Да, од Роксана, Александар III Македонски. Таа тогаш била принудена, бидејќи знаела колкава е омразата на Касандар према нивното семејство и према самиот Александар. Замислете, тој тогаш имал толку голема омраза, додека бил жив, се плашел од статуите кои биле во дворецот. Секојаш ја вртел главата. Значи, на многу места во литературата е кажано колкав страф имал Касандар од Александар. Кога некој се плаши од вас, тој ве мрази, значи. Тој не ве почитува, тој има омраз. Добро, ја објаснетме тоа, може да одиме понатаму? Олимпија, во договор со генералите, зима одреден број на војска, прави една гробница и го носи многу подалеку од Пела, во северниот дел, во денешна Македонија, тогаш ја викаат Горна Македонија. Во најголема конспирација се положува саркофагот со златната книга и со документација од Александар и нормално се она што било пропратно испратено негово оружје. Војниците се ликвидирани. Предпоставката е дека во стрипот, јас кажувам дека во овој стрип сега што го работам најновиот, дека дадено им е вино, тоа се заробеници, дадено им е вино и отруени се. Тоа значи дека сите што можеле да откријат, да обелоденат каде е саркофагот, биле ликвидирани. Зошто толку конспирација? Зошто толку тајност? Тајност поради Касандар. Ако знаеле, значи ќе го извадиле саркофагот, ќе го обезличиле телото, бидејќи тоа и го направил на неговото семејство.
ја каменувале мајка му Олимпија, една царица. Морам да кажам дека ниедна мајка на светот, а не царица во случајов Олимпија, не би дозволила своето чедо да остане на крај на светот и не би го донела телото на својот роден син. Најголем доказ дека го донела е тоа што мајчинскиот инстинкт ја принудил да го направи тоа. Таа немала да умре додека не го донесе синот во Македонија. Затоа што сепак тој бил цар кој го освоил тогаш познатиот свет. Имате ли некои сознанија врз кои ја базирате овој став, оваа теза? Постојат ли некои историски или ова е чисто ваша аналитика? Премногу, значи ова е моја анализа, моја истражувања, како функционира човекот, како функционира психата кај човекот. Значи ова што ја кажав последното со Олимпија, тоа е природно и нормално. Која мајка би дозволила, ако низиното чедо умре на крај на светот, да не го донесе во грудката земја? Се работи за една царица. Има едно кажување, вели, еве, мојот дедо почина во Америка, можам да кажам, го донесовме од Америка, значи од Калифорнија. Значи, колку луѓе по смртта ги носиме во Македонија. А замислите, зар царот не би го донеле во Македонија? Што по вашите сознанија, бидејќи прилично е ова тајно направено, според она што вие како кажувате и го согледувате, многумина се јавија со некакви тези, знаат, предпоставуваат и така натаму, и така натаму. Знае ли, вие излеговте, ако не се сеќавам, гробот на Александар, имавте нели предавање едно и така натаму, но Паско Кузман ништо спомнуваше некои тези дека ако се открие гробот на Александар, тоа ќе биде почеток на нова светска војна и слични работи. Дали мислите дека некој го знае каде тоа се наоѓа? Или бидејќи нели имаше низ Македонија доста ископувања, некои велеа злато бараат, некои вистина злато бара, некои бара нешто друго. Што бара? Предпоставка е дека тој саркофаг многу вреди материјално, некои па од сосема други причини го имаат барано. Каде е? Овде е во Македонија. Точно во Република Македонија. Тоа е најголемата болка на денешна Грција. Значи, најголемата болка е што со откривањето на гробницата на Александар, тамо е и златната книга на Александар. Значи, тамо е писмото со кое е пишувано што допирна точка немаат грците. Се гледа дека е посебна цивилизација. Значи, во тој момент, кога ќе се отвори гробницата, ќе се обелоденат многу вистини и лаги. Ќе се обединат многу лаги за да станат вистини. Затоа што грците имаат украдено митологијата и историјата од античките македонци. И сега тие упорно се китат со нешто што не е нивно. Замислете, ако се обелодени со факти кои постојат, што ќе се случи? Одеднаш ќе се смени историјата, се паѓа во вода. Че некој претходно е напишал историјата како што му одговарал. А тоа бил Дројзен. Дројзен, бидејќи Дројзен ја пишува нив историјата и тој ги прави нив. Кој е Дројзен? Дројзен е историчарот кој ми ја пишува историјата кога тие се формира, затоа што За кој Грција, во кое време тој постои и пишува? Грција добива независност од османлиското робство во 1821 година. Не, тоа го знам. И сега Дројзен 1830 добиваат независност. Германците им го праќаат Дројзен да им напише историја. Добро, тоа во ред, но каква врска има Дројзен со златната книга? Зборнавме за лагите кои ги презентираше Дројзен пред светот. А и сега тие мора да ги прифатат. Дека тие се потомци на Александар. Да, дека се најдемократска земја, дека тие се цивилизација и дека Александар дека тие се прва држава во Европа, всушност е ноторна лага, бидејќи историјата со факти кажува нешто друго. Македонија е првата држава на европскиот континент.
814 година пред раѓањето на Исус Христос, сформирана од кралот Каран. Потоа доаѓа Атина, која е 776 година пред нашата ера. А по неа дури доаѓа Рим, како занаечиска задруга еден град, држава 753 година. Тоа е факт. Не може да се излаже. Значи, сите светски историчари го знаат, само ние изгледа не го знаеме. Има многу подпрашања. Да. Каква е врската со оваа вистина со Златната книга, тоа значи содржините на Златната книга, предпоставките. Светот се фасцинира од Александар. Нациите се фасцинирани од него. Од друга страна, голема и, како да кажем, антагонизмот спрема него и неговото дело. Она што е Обединета Европа, денеска, он како проект го почнува многу одамна. Обединување на народи, обединување на нации, обединување на држави, иако не можело тогаш да се каже ни ова е држава, ни ова е нација. Региони све да ги обедини под една капа, да комуницираат меѓу себе. Па сепак, Европа бира еден друг пат, се прогласува римско право и грчката митологија се нашите корени и друго не сака да чуе. Тука ли е онаа основа за тој антагонизам што го имаат спрема она што е дело на Александар Македонски, кој не покорувал, туку интегрирал во себе. Он се борел против војска, но не вршел геноцид, не вршел асимилација, не вршел не бришел народи едноставно. Он само ќе ја обезглави, колку што знам, војската, а потоа сите ги интегрира, ги терал војниците македонци да се женат, да имаат мешани бракови, што е една позитивна работа, дури и денес, како би рекол, за луѓе да се мешаме меѓу раси, меѓу нации, да разликите помеѓу нас се намалуваат. Европа денес е една бледа копија на она што го примени Александар пред 2300 години. Значи, човекот бил навистина космополит, многу голем демократа, токму и затоа во многу градови го пречекуваат со овации и го пречекуваат како да е Бог, син на Богот Амон-Ра, значи Богот на Сонцето. Дури и во Сива, во манастирот во Сива, кога влегува, тој е првото цивилно лице кога влегува. Само монаси смееле да влезат во тој манастир. Еве и денеска е тој манастир една енигма, каде што се вели дека таму е саркофагот на Александар, име на Discovery, и денес само монаси можат да влезат. Тој е пречекан како Бог. Имало причина, бидејќи човекот поседува една големина. Бил многу голем демократ. Замислете, од страната на Персеј се борат 4000 тогашни атињани, што тој претходно ги помилувал и поминуваат од страната на Персеј, се борат против него. Тој може Атина да ја збрише со земја. Тој едноставно не го направил тоа. Денеска ниеден владетел не би бил толку голем космополит како тој што бил. Човекот согледал нешто што едно мокно оружје со кое можел да го обедини светот. А тоа е она што го пишува во сите свети книги, во сите религии. А тоа е љубовта. Секогаш им нудел мир и со љубов да ги решат работите. Оние градови кои не се предале, тој влегувал, ги освојувал и најчесто дозволувал на војската да ги ограби, а некој да ги уништи целосно. И во многу случаи не бил суров, независно од тоа што тие му правеле нему.
тој покажал една големина која ниеден војсководец од ниеден народ не ја покажал. И токму затоа е останат толку длабоко во аналите на историјата. И се уште се проучува принципот на војување во сите воени академии во светот, во јаките воени академии во светот. Добро, знаеме дека во Вест Поинт академија се проучуваат воените успеси на Александар Македонски и неговото нападите по крило, користењето на коњаницата се смета и за основа на современото војување, по чии принципи и ден денеска се војува. Се едно дали ти имаш тенкови или коњи или пешади или се авиони, тоа се принципите по крила, разбивање, тоа е доста едноставно, но има тука некој што било револуционерно во тоа време со кое успео со многу помалку војници да совладува по големи армии. Така е, значи тој тактичар бил исклучителен. Но и оружјето, замислете да се бориш 17:1 на битката на Гавгамела и да изгубиш 500 војници, а да убиеш 90.000. Причината е во овие орудија што се овде. Кај вас имаше на Discovery, значи ова е сабијата која ја држи тој. Господин Димовски, се извинам, донесе неколку оружја, тоа е оваа сабја. Ја не сум љубител на оружје, но фасцинира предметот. Донесено е копието кое предпоставувам ова е прилично тешко. Значи, ова може дури да се користи како оружје и ова е копието. Добро, падна земјата од копието. Ова е копието. Паднала и тогаш земјата и во тоа време од копието. Моето магнетно. Малце 3D ака да видат. Зошто е моќно ова? Значи ова јаженце што го гледате се става меѓу, ако може да види камерата. Значи кога војувале, го ставале овде на раката. Кога го фрлаш копието, му даваш, значи 50% инерција. Кога го фрлаш и со јажево. Значи во тоа е моќта, а цело време дека го носи за да не му падне. Значи моќта на ова копија е во тоа јачината. И таа може да пробие и метален штит. Замислете колку едноставно откритие. Тој, значи, имал моќ да направи оружје кое и ден денес ги фасцинира војните академии. И не само моќта во ова копија. Оваа сабја, гледачите може да ја видат на Discovery, покажуваа сабјата на Александар Македонски, ова е автентична од тоа време. Тежиштето е во овој дел. И направена денес, да, но не е стара 2000 години од тоа време, така. Ова е направена. Реплика е, да, копија. Значи, тежиштето е во овој дел. Покажува на Discovery што прави со едно замавнување. Значи, глава на човек ја кине само со еден удар. Не е баш ова демократски многу. Не е демократски, но морало и така да биде. Да. Може да играше и овде ваква сабја и ние ќе имавме држава. Друга сабја е ова. Ова е со едно сечиво, како мачетата, што е најопасното оружје и кај што е прикажан на многу места, тој ја држи оваа сабја. Приметувате дека во горниот дел е тежиштето и тоа е многу опасно. Значи тежината е многу голема. Еве фатете ова е со две сечива. Тежиштето е горе, не е доле. Затоа дава инерција како копието. Ама доста е тешка за Еве фатете ова, ќе видите која е разликата, ова е со две сечива. Да, ова е па полесно за премногу. Ќе го скршам стакло. Значи ова е најопасната сабја од тоа време. Најопасното нешто. Слична е на мачета со едно сечиво, а таа е со две сечива. Можат гледачите да видат на Discovery, постојано ја прикажуваат и зборат, значи за сабијата на Александар има и на YouTube. Може да погледаш што прави оваа сабија. Таа прави чуда. Што со ова? Значи во тоа време тие полагале многу енергија, вложувале многу енергија и во откритијата. Значи за катапулти, за стрели, иновации. Токму и во тоа била и моќта. Но ти можеш да имаш било какво оружје. Но не можеш да се бориш 17:1. Значи војската мора да биде психички спремна, подготвена. Затоа што ти знаеш кога 17 луѓе ќе те нападнат, свесен си дека се работи за твојот живот. И тоаш може да те фати паника и страф и нормално може да се парализираш, независно какво оружје држиш во раката. Значи,
тие биле психички подготвени. Тој имал една стратегија, што војската, значи им се обраќал со браќа македонци, тој секогаш ги подготвувал за победа. Никогаш не размислувал дека нема да победи. И токму затоа тој никогаш не изгубил битка. Значи бил спремен, знаел што сака од животот, знаел што сака од битките. Исто онака како што јас велам, ако ние како држава знаеме што сакаме, ние ќе го добиеме тоа. Но и татко му бил голем борец. Битката кај Херонеја исто така е нешто што е значајно и ден денеска. Тоа е најзначајното за нас македонците, но татко му има изгубено повеќе битки. Но Александар нема изгубено ни една. Сега кога ја спомнавте битката на Херонеја, битката на Херонеја е 336 година пред наша ера. Филип го зима Александар и тоа му е на Александар втора битка. Претходно, значи имал една битка, ова е втората битка во која го носи Филип да војуваат. Со Светата чета на Тебанците и со Атина, бидејќи сите се покориле во тоа време и го подпишале Коринскиот договор, само... Кој договор? Коринскиот договор. Добре. Но Теба не сакала, бидејќи Теба никој не успела да ја победи претходно. Теба била многу моќна. Во Теба, морам да кажам, значи една мала дигресија, значи во Теба е даден како заложник Филип и тој, дека Македонија во тоа време кога Филип бил дете, значи даден е како заложник за Македонија, дека Македонија нема да ја нападне Теба. Тој учи се од војската и од генералите. На Теба. На Теба. Потоа Филип, значи, доаѓа во Македонија и го зима престолот. Тој ги учи сите вештини од Светата чета на Теба, на тебанците. Морам да кажам дека, како и што кажав, дека никој не ја победил Светата чета на тебанците. Тие беле толку сигурни дека ќе извојуваат победа. И затоа не го подпишале договорот. Филип и Александар се договараат Александар да го води левото крило на Херонеја, а Филип да го води десното крило. Многу мудро Филип се повлекува со дел од војската. Кога Светата чета на Теба гледа дека тој се повлекува, тие мислат дека ја добиле битката и дел од атињаните се префрлаат и го напаѓаат Филип. Тогаш Александар со коњица поминува од зад грб и ги напаѓа девете крила. Ги уништува. Ги уништува Светата чета на Теба. Ги гази немилосрдно, 75% е убиена од војската. Тоа се случува на 2 август 336 година. До денеска е 2354 години до овој 2 август. Можам да ви потврдам дека тоа е најважната битка за македонскиот народ. На таа битка е запечатено името, јазикот, идентитетот и кој се Филип и Александар македонски. Значи, тие се само македонци и ништо друго. На кој начин? Ниеден војсководец во светот не би го убивал толку немилосрдно својот народ. Тие, кого убиваат тамо? Својот народ. Тие отидоа да се борат против Атина и против Теба. Морам да кажам дека 92 година по основ на оваа битка, кога грците направија ембарго, еден американски историчар на насловна страна на Нью Йорк Таймс напиша: парадокс во светската историја. Грците го слават Александар Македонски, човекот кој ги убиваше нивните предци. Тоа е исто како кога евреите би го славеле Хитлер. Споредбата беше многу сликовита. Тие го славеа човекот кој ги убиваше нивните предци. Има ли логика? Многу важна и најважна битка во историјата на македонците е 2 август 336 година. Таму е запечатено се. И ние, само со таа битка, можеме да покажеме и да докажеме на светот кои се Филип и Александар, дека тие се македонци и ништо друго. Потоа, тие го подпишуваат Коринскиот договор и паѓаат под юрисдикција на македонците. Ај сега да идеме на една друга тема. Вашата последна книга. Имавте едно силно искуство во животот
што ви се случи и тоа го пренесовте низ неколку книги. Човек кој ќе ги прочита, ќе му стане и јасно што ви се случило. Работа која предизвика во јавноста кај некој подсмев, бевте и подсмевани, некој ви се восхитува, но тиражите од вашите книги се големи, што покажува дека многумина покажаа интерес за тоа што го пишувате. Нема да се навраќам на претходните книги, сте биле гостин, сме ги образложиле. Интересира третата книга, ја најавивте, ја напишавте, ја објавивте. Што се работи во последното дело што го направивте? Кај вас бев, значи, во јануар 2013 година и ноќта заминав да напишам оваа книга. Значи, книгата се вика Бог е жив. Ја напишав, ја донесов во Македонија. Значи, тука е објаснета техниката со која Александар Македонски војувал. Значи, како тој успеал да го освои тогаш познатиот свет. Тој користел неврофотографско лингвистичко програмирање. Вау, ова е многу силен израз. Да, значи... Што значи тој? Ние сите тоа го користиме, но несвесно. Тој го користел свесно. Што значи тоа? Кога се фокусираш на една работа, правиш поврзување на истородни мисли, бидејќи имаме 100 милиарди клетки во нашиот мозок и имаме информации различни. Значи, одеднаш почнува да се создава креативно јадро, кога имаме огнена желба за нешто. Тој имал огнена желба. Тој правел нешто што науката дури сега докажува дека ние сите го користиме. Значи, тој го користел тогаш. Многу едноставно. Сите тие техники ги учил од Аристотел уште од 14 години. Значи, тој се фокусирал на одредена работа. Тој ја гледал битката. Значи, фотографско, лингвистичко, значи, тој се заблагодарувал за победата. Фотографско, значи, тој точно знае што ќе се случи во битката. Значи, тој правил програма која успевал на некој начин да ја протне во матриксот, во еднината, на многу едноставен начин, бидејќи премногу бил фокусиран на тоа што го работел. Да речеме, ајде да ги поедноставиме зборовите, бил визионер, можел да согледа како ќе се одвиваат работите, па затоа можел да донесе правилни одлуки, вака најсимплифицирано кажано? Значи, правилните одлуки како ги носел, пред секоја битка ги соберал генералите и ги прашувал што тие би направиле. И тие сите кажувале, значи, каква стратегија би направиле утредента за битката. И тој едноставно ќе им кажал, тоа вие што го мислите, го мисли спротивната страна. Значи, сега знаеме што тие мислат. Мораме да откриеме нешто што тие не мислат. Буквално тој правел многу јака стратегија, правел фотографско, значи неврофотографско лингвистичко програмирање на битката. Тој знаел каква стратегија ќе направи, како во шах, кога играте шах. Значи, тој знаел кој потек спротивната страна ќе го повлече и тој однапред бил спремен. Значи, тој буквално многу мудро ги намамувал да го направат тоа. Ако гледате битката на Гавгамела, значи тој оди на десната страна, тие мисла дека тој ќе нападне од таа страна, префрлаат и тие дел, одеднаш другиот од другата страна напаѓа дел, како битката на Херонеја. Значи, на некој начин применувани се многу мудри потези. У боксот, извини, вака, ја малку, ајде на шега да не бидеме толку камерни, тоа се вика она лажњак која ќе ти цивне и мислиш дека ќе те удри од едната страна и го добиваш од друга страна. Во бокс сме го виделе, но тоа претежно на инстинкт се работи. И се вие го кажувате ова како една техника која е, ајде да кажеме, напреден ум, напредно интелигентно размислување. Но, знаете зошто сум скептик? Александар, од кога тргнува во своите походи? На колку години? Кога тргнува да го освојува светот? Колку години он има кога тргнува со војската? 336-та е битката на Херонеја, тој е роден 356-та. Значи, колку на 20 години? години тој се бори на Херонеја. И јас сакам да на прашам. 20 годишна возраст. Значи, за развивање на едни такви, предпоставам дека во вашата книга говорите и за таа фотографско лингвистичко невропрограмирање. Така.
Предпоставувам дека за да се постигне такво нешто, потребен е тренинг, потребно е напор, потребно е човек да се вложи во такво нешто. Најдобриот учител, Аристотел од 14 години. Замислете, од 14 години е под негова контрола. А мислите дека Аристотел он го учил затоа што велам, ајде млад човек не се посветил на некаков духовен развој бидејќи војувал цел живот. А овдека бара едно духовна надградба. Кога имал време, он за некаква духовна надградба, кога морал да се занимава со менаџирање на проблеми на терен, војска, логистика. Да, но тоа е после смртта на татко му. Значи, тој имал време од 14-та година негова, значи како адолесцент, кога најмногу впивал, тој го имал најдобриот учител, Аристотел. Значи, толку мудрости научил од него, што тој едноставно бил на доволно високо ниво за да ги абсорбира тие и за да ги примени во пракса. Значи, Александар бил генија. Нема што друго да се каже. Значи, вистината е таа. Не можел некој надпросечно глуп човек да го освои тогаш познатиот свет, да не се лажем. Значи, типот бил генија. Да, и овие саби, овие копија, значи овие орудија, многу од орудијата катапулти со стрели, значи што тогаш биле измислени, голем дел се негова визија. Ова со копијата има една фасцинација. Фалангата кога напредува, оди со систем на бидејќи нели до тогашното војување војувал само предниот ред, додека не дојде ред на вториот ред. Многу практична една работа, ги следев. Тој се и предавањата на Вест Поинт академијата меѓу останатите. Он успевал, значи, групата да фокусира силен оган, значи она што го викаат денеска, нели, современото оружје, фокусиран оган, многу силен, значи, убиствена сила на многу мал простор со тоа што сите редови наназад не, значи, дисперзирани, туку збиени еден позад друг, да може да функционира со долгите копија. Копијата последниот ред биле дури и по 5 метри, ако не се лажам. Да. Што било фасцинантно, прво и тешко за манипулирање и за носење, но кога ќе се спуштиле, сите биле во еден ред, предпоставам, и тоа било прилично убоито за, не знам, коли, коњи, кога навалувале со инерција многу, бидејќи едно копие тешко дека може една кола, еден конј во налет да го запре. Па имаше една интересна теза, еден гледач се јави во моја емисија, вика, а од каде тие копија од 5 метри? Кои се тие дрва од 5 метри? Дрен, калемен дрен. Кои се тие дрва од 5 метри, вика, ќе ги најдеш за да направиш силно, издржливо и јако копие? Морам да повторам. Калемен дрен. Значи, го имале тоа дрво. Значи, фалангата е користена како клин. Не постоела војска и на Ис, и на Граник, и на Гавгамела. Каде ќе се појавила, таа имала моќ да пробие. Кај Гавгамела, значи, пробуваат тие да уништат пуштајки коли, коњски коли, на тркалата кај што имаат, се вртат оние како... Да, го знам тоа. Добро. Сечива. Тој и Рим го користи подоцна. Но, фалангата имала толкава моќ, што таа можела едноставно како ајкула. Ја отвара устата, тие влегуваат внатре, значи се двојат лево и десно, тие влегуваат внатре и најнормално овие ги пропуштаат да ги поминат и потоа ги убиваат од зад грб. Премногу едноставно. Значи, толку едноставни работи. Моќта е во едноставните работи, но кој да се сети? Колумбово јајце. И тоа се во ова говорите во... Значи, овде говорам која техника тој ја применил и за да докажам дека тој го користел тоа, а премногу е тешко да се докаже, јас се пишувам иднината што ќе се случува во Македонија во следните 10 години. Ја користам неговата техника, неврофотографско лингвистичко програмирање. Уфрлам сега програма во иднината, буквално во матриксот. Ако се ова се случи во оваа книга, што е напишано, никој не може да каже дека тоа не е вистина, бидејќи никој не може да напише иднината. Јас тврдам за мене. Значи, јас не сум пророк, јас не сум Нострадамус. Значи, јас само објаснувам техника која е користена во тоа време, која ние денес можеме да ја користиме. Зашто ви ја користите? Повторете уште еднаш како ја нарекувате техниката? Значи, неврофотографско лингвистичко програмирање. Значи, таа техника која е тогаш користена, можеме да ја искористиме сега
да ја промениме колективната свест и да направиме една од најмокните земји во светот. Економски, духовно и на многу начини. Тоа го применија јапонците. Значи, Вие дојдовте и во емисија овде ка кажувавте и некои практични предлози што може да се направи Токму на тоа, терен. да. Но очигледно тие работи не се случуваат. Се случуваат некои други работи. Значи, после емисијата, јас кога напишав Не, книгата, ја не знам што вие сте Да? кажале дека ќе се случи. Вие дадовте некој предлог, разговаравте и со некои повисоки политичари, но работите идат во некоја друга насока, дали од инерција, дали спонтано и така натаму. Но не зборам за тоа. Зборам за друга работа. Дали од оваа книга таа техника може да се научи? Може, многу едноставно. Значи, премногу едноставно. Ние сите ја користиме таа техника, но ние несвесно ја користиме. Кога ќе започнеме свесно да ја користиме, значи ја менуваме колективната свест. Тоа го направија јапонците по Втората светска војна. Тие ништо друго не направија од најсиромашна земја, направија најбогата со менување на колективната свест. Тие немаат ниолку метал, како руда, како минерал. Тогаш? А тие се извозници на најмногу железни производи, метални производи. Увезуваат, да речеме, 1 тон за $100, го извезуваат за 100.000. Кој е тој начин колективната на свест? менување на свест? Начинот на менување на колективната свест е во тоа да ние станеме свесни колкава е нашата моќ. Само преку работа, преку труд, преку образование. Она што го правил Александар, ако не му бил Аристотел. Дигање на општото ниво. Апсолутно така. Значи, подигнување на колективната свест на повисоко ниво. Рековте, вие ги кажувавте, ако не се лажам таму, дека март 2012, не ме фаќате за збор, ние веќе ќе влеземе на некое пето ниво и така натаму. Целиот свет влегува. Значи, целиот свет влегува поради самата технологија што се применува. Можете да приметите, немаше компјутери, започна 80-тите години. Потоа мобилни телефони, немаше тач телефони до Сакате да кажете дека општата свест на човештвото се развија и спознава многу работи што досега едноставно не ги ни согледувал. Јас тоа го кажам на многу едноставен начин. Значи, ние со оваа брзина со која одиме, патуваме со многу голема брзина кон мислите на Бога, кон Создателот. Бидејќи, еве сега што се случува, денеска читам, многу едноставно, тоа излезе и сега брзо. Значи, можете умрен човек, неколку часа од како е починат, вие да го вратите и да го оживите. Премногу едноставно. Значи, температурата му ја симнувате на 20 степени, му се менува целата крв и вие го враќате во нормална состојба. Значи, применувано е на животни. Првиот ден животните се во една така летаргична состојба. Господине Димовски. Еве, има денеска на многу портали, може да прочитате, да видите, значи, колку е отидена целата технологија. Каде е тогаш душата, тогаш се прашувам? Ништо, душата повторно ќе се врати во телото. Тоа е најнормално, она што го пишувам јас во книгите. Значи, душата ќе се одвои во моментот на умирање, но таа вие имавте некое слично искуство? Ако не се токму и затоа имам храброст да го кажам тоа. Јас точно знам што се случува. Значи, душата се двои, тоа го пишуваат и двајца професори. Можам да кажам, вие бевте во клиничка смрт, имавте такво искуство. Да. Така, и мислам дека првата книга е импресиите втората книга се импресиите од вие, ако не се лажам, јасно се сеќавате на тоа што ви се случува. Премногу јасно. Значи, како некој да ве врзал за столица 1000 пати да ве натерал да гледате еден исти филм. Тоа што јас го напишав по 6 месеци го потврдија двајца врвни научници, Стюарт Хемеров и Роджер Пенроуз од Оксфорд и од Аризона. Значи, тие потврдија и сфрлија, значи, нова научна теорија во која велат дека душата постои. Ние сме бесмртни. Значи, ние никогаш не можеме да умреме како информација, како енергија. Тука се двои само физичкото тело и ништо повеќе. Апсолутно. Токму и затоа тврдам дека ако вие физичкото тело го вратите, душата, информациите кои се во пинеалната жлезда, во микроцевчињата, таа повторно се враќа во телото. Само треба мозокот да не остане без кислород. Господине Димовски, знаете што, на моменти понекогаш ми делувате премногу екзотични и езотерични,
но бидејќи сум многу попрактичен, така, астрономија и... Но ево ово последниот податок, да ви го кажам, во големата расправа помеѓу Стивен Хокинг и еден негов, ајде да речем, следбеник и така натаму, исто така научник, Нобеловец, имаше долгогодишна расправа во научниот свет дали информацијата исчезнува некогаш некаде. По тезите на Стивен Хокинг, многу силни, многу издржани, во црната дупка сите информации исчезнуваат поради гравитацијата, губењето на сето тоа, на времето и на просторот и под огромните притисоци дека материјата, времето и просторот исчезнуваат и информацијата како таква исчезнува. Другиот Нобеловец му ја сруши таа теорија, Стивен Хокинг го призна и рече информацијата е вечна и таа постои. Проблем е само сега да согледаме кај се наоѓа. Науката, последното научно, мораме да идеме со реклами, сакам да финиширам со дека последното научно, значи не езотерично, научно тврдење, дека секоја информација во универзумов, али не велам само ние што сме помислеле, што сме кажале, што се родила звезда, што се случило во универзумов за овие 15 милиарди години, стои на крајот на универзумот. Сите информации се собрани и постојат. Се ежев кога го читам, искрено да не Димовски. Завршивме со информацијата не се губи. Токму така. Значи, тоа е најголемата вистина во универзумот. Информацијата никогаш не се губи. Тоа го потврдуваат и овие двајца научници кои ги спомнав. По нив, значи, дојдоа многу научници кои веќе потврдија нивната теза. Се работи за една научна теорија која ќе биде теорија се до незиното докажување, но сепак има храброст некои научници за да ја исфрлат таа теорија како научна теза и да застанат позади тоа, дека информацијата не се губи, затоа што информациите на секој од нас се наоѓаат во микроцевчиња, кои по нашата смрт се одвојуваат. Она што јас, моето искуство покажало, што сум видел, е нешто за кое јас не сакав да говорам воопшто. 14 години не говорев за тоа. Морав илјадници книги да прочитам и да направам сублимат на многу науки, квантна физика, квантна хемија. А цело време памтевте што ви се случи? Не да памтев, значи до крајот на животот јас не можам да ги избришам тие информации. А што мислевте тога? Што се тие слики и тоа што го доживеавте? По тоа што го доживеав, значи од како јас умрев, од како се одвоив од телото. Значи јас мислев дека тоа само илузија на подсвеста на мозокот, бидејќи подсвеста може да го направи тоа. Во последните моменти на смрт кога паѓате во клиничка смрт. И науката го покажала и го докажала. Го докажува тоа. Добро. Значи тоа е наплив на енергија и ви поминуваат сите слики. Каде е разликата во она што? Разликата во она што се случи, јас се одвоив едноставно астрално од моето тело. Ја бев свесен дека умрев. Значи јас влегов во еден простор каде што не постои време и простор. Каде што бев на 5 метра пред Исус. Значи комуникацијата се одвиваше телепатски. Сите информации беа задржани, бев свесен дека сум умрен, тоа воопшто не ми предизвикуваше никакво чувство на болка, бидејќи таму комуникацијата е телепатска, мисловна, преку мисли. Не искажливо. И таму не постои ни една злонамерна мисла. Значи се е љубов. Значи таму е царството на љубовта. Бидејќи она што го знам јас, гледајќи во очите, го знаете вие. Она што вие го знаете, го знам и јас. Значи, размена на информации со огромна брзина. И вие ги знаете сите работи. Тоа е нешто што не можеме да го објасниме во физичкиот свет, бидејќи ние размислуваме во слики. Морате да имате слика за јас да ви објаснам. Звуците, миризбата, чувството, однесувањето, размислувањето во тој свет е тешко да се објаснат овде. Јас ги објаснувам во мојата втора книга. Се приближувам кон боите што ги има тука, но тие бои ги нема тука во целост. Се приближувам, тоа се рајски бои. Се приближувам кон звуците, кажувам, значи пеење на птици, најубавото пеење. Но тоа не беше пеење на птици, значи како пеење на ангели. Нешто што е премногу тешко да се објасни.
Тоа значи дека самата информација никогаш не се губи. Таа обстојува негде во универзумот и тоа го кажуваат и научниците, што застанаа позади оваа теза и она што јас го напишав. Значи, ние како информација постоиме вечно. Ние не умираме духовно. Ние умираме само физички. Свесни сме за нашето тело, го гледаме нашето тело, се одвојуваме од нашето тело, присуствуваме на нашиот погреб и потоа заминуваме негде. Значи, до моментот до ставање на физичкото тело под земја, значи ние присуствуваме, токму тоа го објаснувам во втората книга. Значи ние присуствуваме и го гледаме нашето физичко тело. Воопшто не засега плачот на нашите најблиски, роднини, што и да прават. Значи, ние сме свесни дека и тие доаѓаат кај нас. Тоа е еден затворен круг, една бесконечност. Токму и затоа на моите книги го има символот на бесконечноста. Ова го означува животот, вртењето на стрелките кон десно како часовникот, а овие во спротивен правец 8 ги објаснуваат смртта. Тоа значи бесконечност. Што значи таа бесконечност? И ние сега патуваме во едно време и простор, што е многу интересно. Значи, ние се движиме во млечниот пат со 225 километри, а млечниот пат во универзумот со 305 километри. Тоа е 530. Во секунда. Да, во секунда. Секоја секунда, јас, вие и нашите гледачи. Таа не е конечна, таа забрзува. Значи, секоја секунда, јас, вие и нашите гледачи сме 19.000 километри подалеку од местото каде што сме биле, но ние тоа не го чувствуваме. Ние не сме свесни со која брзина патуваме во универзумот. И забрзува универзумот. Апсолутно, и се шири постојано. И Хокинс кажува дека тој вечно ќе се шири. Зошто е тоа така? Затоа што границата на гравитацијата е толку прецизно направено. Вели како да гаѓате со торпедо од едниот крај на универзумот и да гаѓате точно во една цел од 1 сантим. Буквално да го погодите тоа. Тоа е... Знам, малце да им објаснам, лошо го кажувате за да го разберат гледачите. Он вели дека параметрите, константите на кои е поставен универзумот, значи силите меѓуатомски, гравитациони, да, електромагнетизам, се толку прецизно поставени да само 0,001 да поместите, да, и све се распаѓа цел универзум. И тогаш да, тоа му е едно од најголемите тези дека универзумот е креативно дело. Иако ја напушти он таа сега теза, он тврди дека Бог нема и дека за постанок на универзумот не му е потребен, најверојатно под притисок сега веќе, нели, на други сили, но неговите првите спонтани размислувања се токму ова што го говориме. И добро, отидовме доста далеку, мене ми е вистинско уживање да идеме вака бесконечно, нели, да ги разбереме работите, оно што и религијата не учи, духовноста, дека нашите дела имаат одраз во вечноста. И сега дали ќе правиме добри или лоши дела, тоа ќе не следи за секогаш. Ние како македонци и наследници на Александар Македонски... Би може ли само да довршам околу Хокинс само една работа? Добро. Значи, интересно е тоа што тој и многу научници во 20. век се изфрли една научна теорија, поточно науката, застанаа многу научници позади една теорија, а потоа се потврди дека универзумот има свој почеток на постоење. Така. Ако е тоа така, Хокинс го кажуваше многу пати ова што ќе го кажам. Значи, кој го создал времето, просторот, енергијата и материјата? Ако има свој почеток. Значи, тоа морало да започне од некој безтелесен ум. Ако тој безтелесен ум го создал сето тоа, значи тој создал се што ние гледаме во универзумот. Тоа значи дека тој ја распрелал целата енергија, материја, време, простор и интелигенција, бидејќи во секоја клетка има интелигенција. Тоа подразбира дека и ние сме дел од тој безтелесен ум, што ние го нарекуваме, значи тој креатор, создател, планер, што ние го нарекуваме и црквата Бог, Господ. Тоа значи дека дел од неговите карактеристики ги носиме ние во себе. Значи, ние сме среќни, имаме љубов, имаме емпатија. Подразбира дека и тој има емпатија. Значи, тој сочувствува и не сака нас. Но ние сме на премногу ниско ниво на поимање на нештата, за да тој дојде и каже, да, јас сум создателот на универзумот. Зошто и тоа би го правил?
кога тој е над сите природни закони. Нема потреба да го прави тоа. И зошто кога ние сме бесмртни и одиме во еден затворен круг во универзумот? Значи ние се соединуваме со Бога. Се соединуваме со Креаторот. Не сме ни свесни колкава е нашата моќ и што ни е дадено. Значи во секој од нас постои дел од Бог, од тој создател, креатор, планер. Кога ќе станеме свесни, кога ќе поминеме на едно повисоко ниво, кој е секој еден од нас, тогаш нема да лудуваме по материјалните добра. Значи имаме доволно. Никогаш светот немал повеќе од ова што го има. Во претходните, во првата, во втората светска војна, значи била невидена сиромаштија, сега имаме многу повеќе и секој ден сакаме се повеќе и повеќе. Значи ние со пари, со материјалното сакаме да ја купиме среќата, бидејќи внатрешно многу малце луѓе се среќни. Во секој случај, универзумот ни дава една огромна моќ да го правиме она што го правиме, да ја креираме иднината преку она што го спомнав како метод во кој го напишав во оваа книга. Значи, нанониче метод. За само 7 дена вие да креирате позитивна енергија и да смените вашата свест, кога ја менувате индивидуалната свест, вие тоа го правите и во колективната свест. Не може ниедно зло да одолее на љубовта. Ако вие и на најголемите непријатели им возвраќате со љубов, тие еден ден ќе се покорат на вашето знание, на вашата моќ. Тоа е моќта, да ние осознаеме колкава моќ имаме секој од нас и зошто ние тоа не го користиме. Затоа што не сме свесни дека ние поседуваме огромна енергија, огромен капацитет на поимање. Користиме премногу мал процент од мозокот. 100 милиарди клетки имаме, а само милиарди клетки во нашиот мозок, а само во една клетка може да собере 5 енциклопедии најголеми, да речеме британики. Замислете, 100 милиарди клетки имаме, а во една собира 5 енциклопедии. Неограничена моќ, а ние не го користиме тоа. Значи, ние на некој начин самите се правиме надпросечно глупи. Не сакаме да растеме. Не сакаме да напредуваме. А премногу едноставно. Ми се свиѓа ова, сакаме да станеме надпросечно глупи. Ми се допадна ова. Почнавме разговорот од тривијалноста, па еве дојдовме до работи низ некоја нишка така доста екзотична и интересна. Почнавме од она што е секојдневна политика и која едноставно и покрај се ја чувствуваме како гушење. Се чувствуваме загрозени за името, загрозени за идентитетот, загрозени за територијата. Многу е тешко во такви услови да креираш и да продуцираш на оној што има помалку и да му кажеш ќе биде подобро, а тој гледа дека ситуацијата те притиска, ти се краде историја, те ништожат. Од друга страна, антагонизмите велат ела во наше друштво, а не те сака, дојди подпиши за нас, а не ти дава да подпишеш. Македонија живее во една шизофрена ситуација во меѓународната политика, тоа се одразува и на луѓето. Апсолутно точно. Колку ни Александар крив за оваа цела ситуација. Велат проклетството негово е, века, клетвата е фрлена врз македонскиот народ затоа што сакал да има најголемата земја на светот, но не на начин како што треба и затоа клетвата сега, затоа едва ја обстанува и ова парче малце што останало од него. Така вела тоа на клетвата. Значи, секако дека нема да се сложиш. Позади секоја теорија ова стои... како крај, бидејќи тука така е, позади секоја теорија стои, мора да стои некоја хипотеза. Значи, мојата теорија е дека судбина сама по себе не постои. Никогаш не постоела судбина сама по себе, како и што самиот ѓавол не постои. Ако постои планер, создател Бог, зошто тој би создавал ѓавол? Значи, тој ни создал едно его. Тоа е ѓаволот во нас. Значи, ѓаволот во нас е егото. Ние си ја сечеме гранката на која седиме во зависност од тоа како го храниме егото. Дали е тоа интелектуално его, независно, било какво его. Значи, проблемот, тој креатор ни создал его. Колку повеќе влегуваш во филм за самиот себе, како Хитлер што влегувал, да речеме, толку ти повеќе влегуваш во конфликт со самиот себе и
си ја сечеш гранката на која седиш. Премногу едноставно. Спомнавте за она што се случува сега во моментот. Да, но За политиката. за политиката. И за политичкото милје на Македонија и незините меѓународни односи. Од една страна просперитет во некои сегменти, вистинска револуција во општеството, од друга страна не можеш да пркнеш глава да дигнеш притисоци за негирање. Секогаш индивидуално и колективно најубавите работи доаѓаат како искушенија во последните минути на среќа. Значи, среќата е позади последната кривина. Вие не ја гледате. Ако се откажете, вие нема да успеете. Јас во животот успеав затоа што никогаш не се откажува во животот. Се што ќе допрев во било кој дел. Значи, неубаво да кажам, буквално го позлатував во смисла на да докажам дека тоа го можам да го направам. Не за да докажам со материјалното кој сум и што сум. Значи, во тој дел, оние што ме знаат дека сум скромен, не ми значи апсолутно ништо тоа. Независно. Кој колку има не е битно. Сите ќе умреме. Сите ќе се сретнеме негде во универзумот. Без пари и кредитни картички. Како што кажав, значи искушенијата се поголеми колку се приближуваме кон една колективна среќа. А тоа мора да и се случи на нашата држава. Всушност тој го пишувам во оваа книга, што ќе се случува следните 10 години. 10 години. Како и што ви кажав, значи никој не може да напише нешто однапред. Значи тој морал да искористи некоја техника. За да ја докажам ја таа техника, не постојат инструменти како што вие не можете да измерите љубовта или среќата. Значи не постојат инструменти за оваа научна теорија. Може само вие да ја напишете иднината и по неколку години, ако тоа навистина се случи, значи вие ја докажувате теоријата. И никој тогаш не може да се бори против вас. И затоа јас често пати велам, целиот свет ќе дојде во Македонија на поклонение, бидејќи го носам најголемото откритие како Александар го освоил тогаш познатиот свет. Како можел да се бори 17:1. Бил психички јак, многу моќен. Тој никогаш не паднал во депресија, тој не можел да падне, бидејќи тој, неговиот мозок постојано лачал допамин. Допаминот е приреден наркотик, како дрога. Тоа ви е како кога сте заљубени. Значи, како да не газите по земја. Знаеме што е Тој постојано бил под природен наркотик. А тоа придонесува вие да се споите со универзумот, да разменувате информации. И затоа тој многу едноставно го користел неврофотографско-лингвистичкото програмирање, бидејќи се ставал на една вибрација и фреквенција, со самата вибрација, на фреквенција за да може да добие се што ќе посака. Секој од нас може да добие се што ќе посака. Тоа е техниката која носам во моите книги. Преку афирмации и формули. Само треба да се примеда. Овде пишува за 7 дена. Значи, креирајте позитивен живот за 7 дена. Само за 7 дена буквално го менувате чипот во вашата глава. Вие станувате нешто ново. Репрограмирање. Репрограмирање, апсолутно точно. А зошто светот, како што ме прашавте, значи зошто се тоа се случува? Зошто светот е свртен против нас? Бидејќи, како и што кажав, првата држава на европскиот континент е Македонија, формирана од кралот Каран 814 година Го кажавте пред тоа. наша ера. Но што со Првата тоа? маса, првото столче, првиот нож вилушка е овде во Македонија. А тоа им ја руши тезата. Тоа им ја руши тезата и на Англија, и на Франција, и на Германија, на сите. Затоа што тие, нивното его, значи нивното его го прави тоа, тие не можат да се понижат дека една Македонија била пред нив. Кога ние јадевме на маса, со вилушка и нож, тие јадеа на земја. Тука е болката. Значи, некој треба да ја каже болката, отворено. Значи, историчарите, која е прва земја, зашто е формирана, од каде доаѓаме и каде одиме. Баш така. Премногу едноставно. Нема поедноставно. И битката на Херонеја се разбира. Ако не беше битката, значи грците се рипнаа сами во стомак. Ако не се лажам, тогаш Филип им подигне еден голем споменик со лавот на единицата која најхрабро се бореше и изгинаа сите до еден, а тоа беа единицата на Тебанците. И браќата, дозволи да ги земат. Не.
на хомосексуалците. Тие се тие. Хомосексуалците. Значи тие мораме да објасним на гледачите зошто биле толку моќни. Значи тие биле геи. Стариот војник има секогаш моќ над младиот војник, што сакал може да му прави. Но тој се грижал ако бил ранет, го носел до смрт. Ако треба на грб ќе го носи, ќе се бори за неговиот живот. И они биле најхрабрите борци. И затоа им го прави тој лавот како символ, кај што ги закопал, е поставен лавот како символ на нивната храброст. Но морам да кажам дека тоа е нешто што ни животните не го прават. Значи, ни животните не општат од исти пол. Тоа не било нормално. Не е нормално. И денеска не е нормално. Да некој партија или Европа, зашто Европа тоа го поддржува? Да може да манипулира во колективната свест. Како можеме да поддржуваме нешто што не го општат ни животните? Против природно. Против законот на природата. Сосема на кратко, веќе е крајот на емисијата, еве добивам од режијата. Ќе чекаме овие 10 години или нова книга, нешто? Од лани, значи од како бев кај вас во емисија, она што го напиша, веќе 30% се реализирани. Независно. Добро. Дали владата, дали невладини организации, од она што е напишано овде. Значи јас не можам... Кој ќе се оствари све 100%, ќе иде нова книга или веќе завршена приказна? До голема Богородица 2022 се што е овде напишано треба да се оствари. Ајде да видиме. Овде е напишано дека ќе се открие гробницата на Александар Македонски овде во Македонија. Тогаш целиот свет ќе дојде во Македонија на поклонение. Стојам позади мојата теза. Стои која година ќе биде тоа? Или 2022 до 2020 голема Богородица ќе се реализираат сите. Околу 50 на работи се на локално ниво, има и на глобално ниво. Сега да не објаснувам, но за локално нас интересира што ќе се случува со Македонија. Ви благодарам. Војни ќе нема, тоа е најбитно. Тоа прво го пишувам. Ќе се утне војнава, значи Третата светска нема да се случи. Не, мислам војни во Македонија. Ќе куртулиме, значи. Ќе куртулиме. Многу ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Мене ми е жал, ова е сепак летна шема. Очигледно дека со господин Димовски можевме уште цел час да истуркаме заедно. Но во некоја наредна прилика на истиве теми мене би ми било прилично интересно, ако и вам. Во најкраток можен рок на YouTube ќе ставиме репризата да можете да ја погледнете, а секако ќе имате уште 2-3 репризи во наредниот ден од емисија. Тоа беше се за вечерва, лека ноќ и пријатно. Благодарам. Пријатно.